Значи, еден од суштинските генератори и на правната, и на политичката криза беше тоа што граѓаните не учествуваа во процесите на одлучување. Граѓаните излегоа на улица и почнаа да викаат токму заради тоа што никој не ги слушаше. Да, излегоа за да ја симнат оваа власт, затоа што треба да биде симната, меѓутоа излегоа за нешто многу повеќе, да ја сопрат праксата во која што ниту една власт не води сметка за мислењето, за гласот, за потребите и за интересите на граѓаните. Во ситуација кога граѓаните немаат своји представници во парламентот, туку политичките партии си имаат своји политички војници и своји политички послушници, граѓаните всушност бараат таков вид на избори во кои што ќе си изберат своји представници. Автоматски невозможно е, нелогично е, апсурдно е тие исти политички партии кои што носат политички послушници во парламентот сега да преговараат за некакви промени, за некакви избори, за некаква регуларност, за некакви реформи без граѓаните. Значи, она што го бараме е да учествуваме во процесот на донесување на оно што ќе представува преговарачки резултат и да не заборават политичките партии дека во секој момент мораме да бидеме дел од процесот на одлучување. Доколку за нешто се договорат, а нам не ни се допаѓа, ние пак ќе излеземе и ќе викаме. Доколку дојде нова власт, а почне уште од првиот момент да работи против нашите интереси и потреби, граѓаните повторно ќе излезат на улица, меѓутоа многу посилно, многу порадикално и многу помоćно затоа што веќе ги научивме лекциите. Ги научивме лекциите како можеме да бидеме излажани, како можеме да бидеме пренесени жедни преку вода и научивме дека политичките партии многу лесно може да ги искористат граѓаните, не сваќајќи дека сепак оваа држава е држава на граѓаните на Македонија, а не држава на политичките партии. Како што гледаме, политичките преговори за надминување на политичката криза во Македонија продолжуваат, но продолжуваат на начин на кој што се одвива последна година и повеќе без учество на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија не се информирани што се случува, дали зад овие затворени врати, дали зад затворените врати во Пржино или зад затворените врати во домот на пратениците. Не помина, мислам, ни недела дена, минатиот понеделник, над 88 граѓански организации, формални и неформални движења, протестни движења, кои што во изминатиот период извадија илјадници граѓани на Република Македонија на улиците, побараа да бидат присутни за време на преговорите. Уште еднаш би сакал да повторам зошто граѓаните, граѓанските организации и овие структури бараат присуство на преговорите. Не бараме да бидеме тие кои што ќе одлучуваат. Бараме едноставно да бидеме таму за да ги известуваме граѓаните на Република Македонија како се одвиваат преговорите, да ги известуваме за донесените решенија, да го мониторираме процесот на спроведување на договореното и да предлагаме алтернативни и подобри решенија таму каде што ќе запне работата. Видовме, например, низ начинот на кој што се договараа работите во медиумската сфера. Видовме едно решение кое што е апсолутно неодржливо и кое што адресира последици, а не адресира причини кои што доведоа до ваква состојба во медиумската сфера во Република Македонија. Вакви решенија не им требаат на граѓаните на Република Македонија, не им требаат на медиумите, не им требаат на ниту една сфера општествена во која што работите се расипани за време на ова автократско владење. Затоа, ние инсистираме и понатаму граѓаните да бидат вклучени во овие преговори, бидејќи сметаме дека на ваков начин на кој што се одвиваат преговорите, тие нема да дадат поинаков резултат од оној кој што го дадоа досега. Процесот ќе биде киднапиран од политичките елити, а решенијата кои што ќе се
донесат ќе им слугуваат само на политичките елити, на тесните центри на моќ кои што со години, па и од независноста наваму, владеат и ја узурпираат политиката и го узурпираат суверенитетот на граѓаните. Ќе бидеме уште порадикални од досега, тоа не значи дека ќе бидеме насилни, ние ќе продолжиме да го артикулираме ставот и гневот на граѓаните на најсоодветен начин и на начин на кој што тоа доликува на едно демократско општество и на еден демократски граѓански сектор. Нема да се откажеме од тоа да бидеме внатре зад овие затворени врати, затоа што така само Македонија ќе добие одржливи решенија, а не решенија кои што после некој месец, после некој нов изборен циклус, после некоја нова узурпација, после некоја нова автократска елита ќе мора повторно да се менуваат. Конечно е време Македонија да тргне напред. Време е да најдеме решенија кои што ќе бидат тука одржливи и кои што ќе ни го отворат патот кон напредокот и кон просперитетот. Без учество на граѓаните, процесите до сега покажаа дека тоа не е возможно. Затоа инсистираме на учество на граѓаните, нивните експерти, нивното знаење на преговарачката маса и на достоинствено представување на нивните интереси. Нема да се откажеме, ќе бидеме тука и инсистираме да бидеме вклучени. Умара имаше еден коментар во врска со вашето барање дека ако сакате да се вклучите во општество, треба да се формирате политичка партија. Еден коментар? Би ги прашал јас луѓето кои што го изјавуваат ова очигледно не познаваат, не се доволно информирани, ниту пак се доволно образувани за тоа како функционира едно демократско општество. Во демократски општества постојат владини институции или државни институции. И во секое демократско општество постои невладин сектор. Граѓаните имаат право, апсолутно право во секоја демократија да се здружуваат не само во политички партии и не само преку нивните политички представници и делегати во собранието да одлучуваат за работите кои што се случуваат во една земја. Доколку ова не е така, треба да се укинат граѓанските сектори во Америка, во Германија, во Шведска, во Франција, секаде каде што постои. Мислам дека тие луѓе со такви изјави само го демонстрираат нивното не само непознавањето на демократијата, туку го демонстрираат и пристапот со кој што овие 10 години тие го узурпираа општеството, секоја негова пора и се мора да биде под диктат на партијата. Без оглед дали е тоа сега ВМРО или утре ќе биде некоја друга партија. Ние треба да излеземе од таа матрица. Политичкото не им припаѓа само на политичките партии. Политичкото му припаѓа на граѓанините. Тоа е јасно дефинирано и во Уставот на Република Македонија. И дури не мора формално да бидат граѓаните обединети, за да можат да ги искажат своите мислења, за да можат да контролираат, да поставуваат прашања и барања. Можат да бидат неформално организирани, а можат и воопшто да не бидат организирани. Секој граѓанин посебно е носител на суверенитетот во оваа држава. Не само како група, не само како колективитет, туку баш како индивидуа. Значи, ние разговараме за индивидуални права. Индивидуално право на секој граѓанин да биде слушнат, да прашува и да контролира. Добро, а како очекувате да ве внесат во преговорите кога првиот човек на државата, председателот Иванов, рече дека шарената револуција се платеници со сценарио однапред планиран? Значи, тоа што го кажува човекот кој што седи во председателскиот кабинет е апсолутно во моментов ирелевантно. Очигледно е ирелевантно за меѓународната заедница, која што веќе не го смета за легитимен. Очигледно е ирелевантно за најголем број од граѓаните на оваа држава, кои што впрочем и не гласале за него и не го избрале, така што тоа што тој ќе го кажи е мислење на еден човек со многу мали интелектуални капацитети.